Светската здравствена организација алармира, но Македонија тактизира. Делта сојот опасно се шири, но заштита од него во вид на засилени мирки кај нас засега нема. СЗО предупреди дека ширењето на делта сојот може да продолжи во наредните недели и да предизвика катастрофални последици. Алармот го вклучи Европската агенција за лекови ЕМА. И двете меѓународни организации како еден од проблемите ја посочуваат вакцинацијата, која се одвива многу бавно. Ако итно не забрза процесот, делта сојот до крајот на август може да опфати дури 90% од случаите. И покрај ваквиот аларм, кај нас надлежните демонстрираат смиреност. Проценките на здравствените власти се дека треба да се воведат рестрикции, ама од септември и само за невакцинираните лица. Мораме да размислуваме и за некои други алтернативни решенија. Например, да се присуствува на настани со масовно присуство, дали на затворено, дали на отворено, дали во кина, дали од културни настани. Различни објекти, само со таков сертификат. Ова отвара дилеми со каква сценарија ќе се соочиме во август, доколку го држиме ова темпо со вакцинација, односно со по 5000 боцкања дневно само со прва доза. Или вкупно, од кога започна вакцинацијата без закажан термин, кој се одвива 3 дена. Вакцинирани се само 17.440 граѓани. Дека треба да стравуваме од ширење на делта сојот ако не вакцинираме поголем број од населението, предупредува и епидемиологот Сашко Лумчев. Холандија, која важи за една од подисциплинираните држави во Европската унија, кон која и ние секако се стремиме, се доведе во една страшна опасност. Со олабавувањето на овие рестриктивни мерки, со попуштањето на масовни настави на концерти, и тоа тие млади неимунизирани особи почнаа да одат по концерти без почитување на овие минимум препорачени заштитни мерки и им се случи да имат наеднаш 6000 луѓе заразени во текот 2-3 дена само од еден концерт. 100 луѓе од еден концерт ќе заразат 217 луѓе, што е страшна бројка. Истото ќе се случи и кај нас. Епидемиолозите истовремено апелираат децата до 14 години да се вакцинираат, за да не бидат таргет на делта сојот. Според мен е подобро да се вакцинираат децата, како што ги вакцинираме редовно со другите вакцини, отколку да оставиме да створат самите имунитет со нешто непознато. Значи, коронавирусот е се уште непознат за нас. Толку брзо мутира, што јас лично, ако мене ме прашувате, лично моје мислење дека не би требало да ризикуваме и треба да одиме на проверени методи. Значи, со вакцинација и сум поборник за таа работа. До сега во Македонија вакцинирани се 686.788 граѓани со една доза, а ревакцинирани се 252.338 граѓани.